председателке. Најнапред, пред да кажам било што, морам да искажам жалење, бидејќи очекував по однос на самиот извештај да дојде да го образложува председателот на истата комисија, бидејќи мислам дека за тоа се платени, за тоа има работа и она кое што го очекуваме во најмала рака ние пратениците е да слушнеме од страна на оние кои што се платени со државни пари да си ја завршат најпрво својата работа. Пред нас денеска образложуваше генералниот секретар, чинам така? Така што од тука, бидејќи немаме можност да дискутираме со оние кои што се буквално на чело на оваа комисија, која што требаше денеска да дадат директни одговори, морам да истакнам жалење, незадоволство, бидејќи овие извештаи беа разгледувани и претходно во рамки на овој парламентарен состав, каде што имавме можност да дискутираме по однос на годишен извештај за Државната комисија за жалби по јавни набавки и тогаш упативме сериозни заклучоци и сериозна дебата по однос на тоа што треба да се подобри по однос на работењето на Државната комисија за жалби по јавни набавки. Гледам дека по однос на се она кое што беше дискутирано од страна на пратениците, од страна на председателот и тогашните членови, ништо од тоа не било имплементирано, па дрскост оди уште повеќе, да денеска не можеме да обезбедиме и присуство на председателот на самата комисија, така што навистина разочарувачки, но мислам дека и очекувано од страна на овие чинители. Како што кажав, тоа им е работа, платата ја зема токму поради овој која што треба да си ги извршуваат своите надлежности. И овој извештај кој што го добивме ние денеска повторно пратениците е копи-пейст на се она кое што го добивме и во претходниот извештај за 2023 година, по кое што гласавме негативно. Така што извештај полн само со статистики, без транспарентност, без јасна визија за тоа што всушност треба да представува работата на оваа Државна комисија за жалби по јавни набавки. Ние и тогаш укажувавме дека тогашната работа на тој состав упатува на сериозни индици на нетранспарентност во самото работење и на сериозни индици за политички притисок уште тогаш во тогашниот состав кога гласавме нели по однос на извештајот во 2023 година. Ништо од тоа кое што беше укажано од страна на пратениците пред кои што требаше да одговарат не е спроведено. Јас не сакам ни понатаму да ја продолжам истава дебата, бидејќи ги немаме присутни истите чинители. Така што сакам да упатам дека овде пратениците не вршат само проформа на гласање, туку се она кое што ќе биде дојдено на оваа комисија и на сите останати комисии како разгледување на извештај, ќе биде разгледувано транспарентно и детално и ќе цениме за тоа дали одредена комисија или одреден орган си ја врши работата како што треба, бидејќи нешто кое што го ветивме пред граѓаните е дека нема да биде како до сега и дека нема да се работи проформа и само заради исполнување на одредени формуларности. Така што по однос на истото ќе ја скратам дебатата, бидејќи ценам дека нема ни за што да се дебатира. Извештајот ни е пред нас, полн само со статистики, со бројки, што укажува на сериозни недостатоци по однос на тоа што треба да значи домашна задача најнапред за оваа комисија за жалби по јавни набавки. Така што пред колегите пратеници ќе предложам еден заклучок кој што предлагам да го усвоиме. Собранието на Република Македонија го разгледа годишниот извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2024 година. Собранието констатира дека Државната комисија за жалби по јавни набавки во 2024 година не ги реализирала активностите потребни за обезбедување на брза, објективна и ефикасна правна заштита во постапките за јавни набавки. Собранието цени дека Државната комисија за жалби по јавни набавки во 2024 година не ги постигнала очекуваните цели, приоритети и резултати. Овој заклучок заедно со извештајот на Комисијата за финансирање и буџет да се достави до Владата на Република Македонија, Министерството за финансии и Државната комисија за жалби по јавни набавки. Ценам дека треба да биде усвоен од страна на сите колеги пратеници, бидејќи самото неприсуство на председателот на истата комисија значи дека нетранспарентност и непочита према оваа институција укажува на тоа дека повторно и по онаа дебата која што имавме во рамки на оваа институција ништо не е подобрено. Ви благодарам.